Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе разгледаме 3 хибридно вкрстување. Значи, сега разгледавме моно и дихибридно вкрстување и 3 хибридното е всушност баш како што звучи, ако до сега ги гледавте првото и второто видео, односно ќе разгледуваме како се наследуваат одредени карактеристики, одредени својства, зависно ако разгледуваме 3 својства. Така, ако разгледуваме 3 својства кои ќе ги крстиме А, Б и С, и сега од тие својства ќе си носи своја алели, така дали двете ќе бидат доминантни алели или ќе бидат хомозиготни, така например ова би било хомозигот, или ова исто би било ова би било хетерозигот, или пак би имале хомозигот за рецесивни. Значи постојат многу комбинации кои може да ги користиме за вкрстување, но тие што ги користел Мендел, кој најлесно би согледал карактеристики, он земал две растенија, значи вака со зелена боја, значи едно растение и друго растение, каде што повторно, како во дихибридното вкрстување, биле по се исти, значи првото растение со второто растение, биле по се исти, освен по во овој случај 3 карактеристики. Значи, дали семето е мазно или набрано, дали семето е со зелена или е со жолта боја, значи дали е со зелена или е со жолта боја, значи ова да го пополнам вака. И дали цветовите се виолетови или бели. Така, значи имаме или виолетови цветови, кој е доминантно, или имаме бели цветови, што е рецесивно. Сите други карактеристики биле еднакви. Така да може многу лесно да следи како ќе се пренесуваат својствата во текот на многу генерации или во текот на одгледување на голем број семиња, која е прераспределбата. Нормално ние бројките за кои збориме, како например 3:1, така 9:3:3 и така натаму, тие се прецизни бројки што ви може да речеме, но во вистински случаи тие всушност не се добиваат, освен ако не направиме, како што реков, огромен број на проби. Што е далеку неизводливо, но сепак при голем број на проби добиваме скоро тие соодноси ги добиваме. Сега да видиме што направи. Значи, првен ќе идеме овдека десно малце. Значи, земал, сега ќе треба повеќе бои да употребувам, но парентерална генерација, каде што, нели, единката, женската единка, била доминантен хомозигот за сите 3 својства. Значи, доминантен хомозигот би го напишале вака. Значи, додека таткото бил хомозигот, но за сите својства, но рецесивен хомозигот. Значи, тоа е со мали букви, ќе обележиме. И при нивното вкрстување, нели, во првата филиарна генерација, ќе се добие, значи исто како да ги вкрстуваме секое својство независно, значи А со А, Б со Б и С со С, што кога се вкрстуваат хомозиготи кои се доминантни или рецесивни, кога се вкрстуваат секогаш се добива 100% хетерозигот. Значи во овој случај вкупниот збир би бил за првото својство ќе биде хетерозигот, за второто својство ќе биде хетерозигот и за третото својство ќе биде хетерозигот. Сега овој хетерозигот за сите 3 својства, ако вкрстиме со друг хетерозигот за истите тие 3 својства, така, ева ќе направиме, што ќе се добие во F2 генерација. Значи тоа сега ќе видиме во минатиот случај кај дихибридно добивме 16 единки. Па во овој случај кај 3 хибридно ќе добиеме 64 единки. И нели кај дихибридното вкрстување кога требаше да пополниме панетовата мрежа, значи добро, тоа тие натаму ќе ги видиме, значи како што имавме панетова мрежа, нели овдека беа женските единки, од овдека беа машките. И сега требаше, например, ако имавме ваква конституција, идевме А со Б големо, А со Б мало, па А мало со Б големо и А мало со Б мало. Значи така пополнувавме, така беше А големо и Б големо, А големо и Б мало и така натаму. Истото и за кај женската. Сега како тоа би се одвивало кога имаме 3 својства. Значи сега ќе ви покажам како тоа ќе се одвива и потоа ќе ги видиме сите тие запишани. Значи да започнеме. Вака сега
Ќе земам со 3 бои ќе ги бележам. Значи ќе имаме А големо, А мало, ќе имаме Б големо, Б мало и за крајното ќе имаме С големо и С мало. И се со виолетова боја ќе објаснам како всушност ќе комбинираме овие, за да можеме да добиеме табелата. Значи првично започнуваме, значи со А големо. Ја ќе земам виолетова боја, А големо, Б големо и сега идеме од тука. Б големо, С големо. Значи ова ќе биде првата. Ајде да запишеме тука нека на страна, значи А големо, Б големо, С големо. Сега од Б големо идеме на С мало. Значи А големо, Б големо, С мало. Сега идеме слично, значи почнуваме повторно од А големо, само што сега одиме до Б мало. Значи идеме до Б мало и сега од Б мало до С големо. Значи тоа би било А големо, Б мало, С големо. Па идеме од Б мало до С мало. Тоа би било А големо, Б мало, С мало. И сега истата постапка ја повторуваме, само што започнуваме со А мало. Значи А мало, Б големо, од Б големо, С големо, па од Б големо, С мало. И тоа значи би било А мало, Б големо, С големо, А мало, Б големо, С мало. И после минаме. Сега не знам која боја, бела боја. Од А мало до Б мало и од Б мало до С големо и од Б мало до С мало. Значи А мало, Б мало, С големо, А мало, Б мало, С мало. И требаше да добиеме 8 комбинации. Значи да ги изброиме. Тоа се 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Не знам дали реков 8 или 6, не сум сигурен. Требаше да добиеме 8 комбинации. И сега тие ќе ги пополниме во табелата и ќе видиме што ќе се случи. Значи нема сега повторно да ги пополнувам како во минатото видео сите рачно, бидејќи нормално има 64. Тоа би одземало многу време. Имаме готови табели кои се земени од Google. И еве ги тие табели. Сега зашто имаме две табели? Едноставно зашто првава табела ни ги означува фенотипските својства. Значи фенотипски. Додека вторава табела ни ги означува генотиповите. Генотипови. Сега да видиме колку можни фенотипови значи ќе се добијат и колку генотипови ќе се добијат. Сега за најлесно броење, тоа да го направиме, наједноставно е само еднака да повлечеме на линија наспроти и да броиме само пола. Бејќи табелата е всушност симетрична, ето да го направиме за двете табели. Е така, и сега да почнеме да броиме и ќе броиме со бела боја. И кај фенотиповите е многу лесно, бидејќи секој фенотип е опфатен барем во една ваква косинска коцка. Значи овдека го имаме црвениот, напочнуваме, значи тоа е 1. Ги имаме портокаловите, тоа е 2. Ги имаме овие што се како светло-зелени, тоа е 3. Сори, ајде да земеме со црна боја, вака не се позна убаво. Значи имавме 1, 2, 3 фенотипа, значи овој тука третиот го имаме и овдека. Така, че го гледате. 3 фенотипа, 4, зеленото го имаме и овдека, и нели од другата страна на коцката, што не ја гледаме, 5 фенотипа, 6, 7 и 8. Значи ќе добиеме 8 можни комбинации на фенотипови. Значи ајде тоа да го запишеме. Значи фенотипови ќе добиеме 8, кои идат во интересен сооднос. Значи ќе имаме 27 од црвените, потоа ќе имаме 9 спрема 9 спрема 9. Сега дека можете ги поберете у табела кои се, ама еве 9 се овие како светло-жолти, 9 се од портокалоиве и 9 се од овие што е некоја си таква бледо-зелена сина боја. Значи 9 спрема 9 спрема 9, па идат 3 спрема 3 спрема 3, значи 3 се овие дека виолетовите, овие нормално сините што се, и 3 се исто така овие зелениве. Така? Значи 3 спрема 3 спрема 3 и на крај спрема 1, што е ова едно виолетово што се наоѓа овдека во ќошот. Ајде сега да ги разгледаме генотиповите, да видиме колку генотипови има, би требало да се многу повеќе. Значи започнеме, ова е генотип 1, ова е генотип 2,
Така, ова е генотип 3, ова е генотип 4, ова е генотип 5, ова е генотип 6, генотип 7, 8, ова би било 9, ова 10, 11, значи ова вака цела линија, ова е 12, ова е 13, ова би било 14, 15, 16, ова е 17, 18, 19, ова 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и ово е дека 27. Значи имаме 27 генотипови. И ова всушност не мора да ги броите, секогаш колку се, едноставно можете да пресметате, бидејќи имаме 3 места, значи 3 места на кои може да биде, дали да биде хомозигот за доминантни, може да биде хомозигот за рецесивни, или може да биде хетерозигот. Значи имаме 3 места, вака ќе со некоја бела боја, 3 места и на секое место може да има по 3 можни комбинации. Значи на секој од овие места може да ги има која било од трите комбинации и тоа е 3 на трета. Така, тоа е 27. Така што точно сме избориле 27 генотипови. Добро, тоа беше се за трихибридно вкрстување. Едноставно можете да видите дека станува многу покомплицирано како што идеме нагоре, но нема веќе да идеме на повисоки вкрстување. Едноставно треба само да забележите дека кај човек, каде што има огромен број на гени, значи отприлика помеѓу 25.000 до 35.000 гени, и дека секој од тие гени има 2 алели, и при вкрстување колку можни комбинации всушност може да се добијат. И тоа не земајќи во предвид сите фактори. Значи ова е чисто математичка анализа ако правиме, но во природата секогаш има уште многу фактори кои дополнително ги усложнуваат работи и нормално не се прават вакви табели, панетови мрежи за поголем број на комбинации. Се тоа се пресметува со помош на алгебра, односно чиста математика. Добро, благодарам што гледавте, ќе се видиме во наредното видео. Довидување.